Раперот Шон Комс, попознат како Диди, неодамна беше уапсен во Њујорк. Тој е обвинет за рекет, трговија со луѓе и други криминални действија, од кои некој ги извршил на неговите забави. Раперот беше познат по своите раскошни забави на кои присуствуваа бројни ѕвезди, но и помалку познати личности. Сега се огласи Џастин Литовски, 30 годишен маж, кој вели дека бил на една од забавите на Диди кога имал 6 години. Тој истакна дека се работи за така наречена бела забава, а сцените од неа го шокирале. Се сеќавам дека имаше многу марихуана, жени во топлес, во и околу базенот. Не бев свесен за ништо, сакав само да пливам. Тогаш не знаев дали градите се добра или лоша работа. Сакав само да скокнам во базенот, рече тој за Њујорк Пост. Тој дошол на забавата во присуство на неговите родители, а семејството било повикано на попладневна скара. Сепак, тоа беше се освен скара. Мајката на Џастин, Маја, се присети дека видела шишиња и голи жени околу неа и дека не разбирала како децата воопшто биле поканети на забавата. Неговиот татко, Дейвид, бил фотограф и токму на таа забава ги фотографирал познатите ѕвезди кои биле таму. Џастин позирал и со Диди, а тој вели дека не се сеќава дали имало други деца на забавата. По таа забава раперот вовел полициски час за децата на неговите забави, каде наводно сексуално ги зоставувал и ги снимал своите жртви. Моментално Диди е во притвор и 2 пати му беше одбиена кауција. Тој ги отфрла сите обвинувања. Пинк Флојд постигнал договор со Сони за продажба на својот музички каталог за $400 милиони, што ги вклучува и правата на името и брендот. Според американските медиуми, брендот не ги продал и правата на авторството на песните. Договорот доаѓа по долги години спорови и несогласувања помеѓу членовите на бендот околу деталите на продажбата. Минатиот месец Variety објави дека Пинк Флојд и Сони работат на договор. Сони и членовите на групата досега не излегува со коментар. Процесот на продажба се одолжи и поради контроверзните коментари на Роџер Вотерс за Израел, Русија, Украина и САД, што премислило некои од потенцијалните купувачи. Неколку извори потоа изјавија дека продажбата нема да се случи поради спорот помеѓу Вотерс и Дейвид Гилмор. Македонската диригентка маестра Диана Имери Илковска гостуваше во Грузија, каде што работеше како асистент-диригент на италијанскиот диригент Клаудио Вандели. Овој нејзин ангажман следуваше по минатогодишниот успешен концерт што го реализираше со младинскиот оркестар Гија Канчели во Грузија, од каде што доби покана повторно да соработува со ансамблот, кој се смета за еден од водичките младински оркестри во Европа. Поканата за маестра Имери Илковска дојде од фестивалот за класична музика Цинандали. Нејзината соработка со Вандели на крајот беше оценета позитивно од страна на оркестарот, публиката, музичкиот директор на фестивалите Вербие и Цинандали, Џан Андреа Носедам, славниот виолинист Џошуа Бел и од самиот маестро Вандели, кој напише и свое видување за соработката. Камиказам, лидерот на Меморија, открива уште некои детали во врска со својот концертен настан. 4 дами што ќе го украсат нашиот концерт се Ружица Брчиовска од групата Ареа, Андријана Јаневска, Дани Димитровска и Сара Мейс. Воедно, ова ќе биде технички најопремен концерт во историјата на македонската популарна музика. Легендарната група Меморија не мирува и после толку многу години напорна и убава естрадна работа. Наголемо се подготвуваат за својот скорешен солистички концерт кој ќе се одржи во салата Борис Трајковски на 16 ноември. Но пред концертот Меморија своите фанови ги израдува со својата најнова песна За добро некае,
чиј автор е новиот член на бендот, гитаристот Рубен Димковски, а текстот е на Душко Темелковски, некогашниот пејач на прилепската група Бен Хур. Песната е стилски поинаква од сето она што досега групата го работела. Има брз ска ритам, но со мощна, заразен и певлив рефрен, кој порачува дека треба да се сака животот каков и да е, бидејќи нема реприза. Како и претходните песни, и ова е снимана во студиото Тралала на Мите Димовски, кој заедно со Давор Јордановски стои зад музичката продукција. Извршен продуцент е Петар Ѓоргиевски со популарниот прекар Камиказа.